Спортот и тековните физички активности можат да обезбедат многу придобивки за децата и адолесцентите. Позитивните искуства кои што ги носи спортот, како и активниот начин на живот играат важна улога во животот на една млада личност. Денес во приказна ќе зборуваме за карате. Пулексенија Јовановска е 12-кратен државен шампион во карате. Има освоено европски медал, била балкански шампион и олимпиец. Таа е првата македонска каратистка што воопшто се надпреварувала на Олимписки игри и ако заврши на 9-то место, сепак овозможи да се гордееме со неа. На 6-годишна возраст некако влегов прв пат во сала. Не бев пронајдена, нит знаев што е карате. Подоцна сватив дека каратето е добро како развој за чекор по чекор или скала по скала полагање тие појаси или достигнување и некако низ каратето научив дека со мали чекори се стигнува до целта. Големите чекори не често носат до успех и така тргна и почна приказната за каратето. Како во секој спорт, така и во каратето. За успех се важни дисциплината и посветеност. Името на Пулексенија ќе остане запишано меѓу 10 најдобри каратистки на светот, но и како наш прв представник на Олимписките игри. Моето име остана испишано со златни букви во историјата на македонското карате, бидејќи бев првата и единствена представничка на Олимписките игри во Токио. За жал, каратето веќе не е дел од олимпиското семејство и како спорт моето присуство таму, мојот настап таму, мојот пласман таму зборува многу за што сум направила за каратето. Сметам дека и сите останати континуирани успеси доведува да заслужам да ја носам таа круна. Минатата 2022 година заврши со кариерата, бидејќи сметаше дека е доволно. Најважно е во животот да знаеш кога е доста. Јас освоив се што сакав, изјави тогаш Пулексенија. Звучи нескромно, меѓутоа навистина ги оствари сите мои соништа и во момент кога решив да завршам со едно патување од страната на такмичарски процес, сватив дека сето на мое знаење и искуство треба да го преточам низ нови генерации, со тоа што одма после тој предизвик се задав нов предизвик или нова цел, да го отворам клубот. Клубот веќе втора година работам и сум горда што можам да пренесувам знаење и што пред се има деца кои што сакаат да работат со мене. Интерес кај децата за карате има, вели Пулексенија. Изненадувачки колку многу заинтересираност има и колку имам силен фидбек од родителите, не само заинтересираност кон каратето како спорт, ме радува особено фактот што сакаат да се социјализираат преку спорт, да учат што е тоа пораз. Самите родители ги учат децата да бидат присутни, да имаат голем број на пријатели, другарчиња од најмала возраст и уствари мотото на еден спорт е за почеток да научат да се однесуваат од најрана возраст со конкуренција, со социјализирање со други деца, други чувства, како одреден, секој дете не исто реагира на одреден процес на растење и развивање, така да преку спортот мислам дека е добра база за да се изгради едно дете во правилна личност. Каратето е еден од водечките спортови во земјава. Неговите успеси се подкрепени со докази, додава Јовановска. Сметам дека се цени заради тоа што каратето за разлика од останатите спортови на вистина, подкрепено со докази е водечки спорт, бидејќи носи резултати во континуитет. Да почнеме од светски медал на Жарко Арсовски, продолжуваме со Наташа Илиевска како европска шампионка. Подоцна имаме Симона Трајковска, прва медалистка за сениорски медал во ката тим. Го имаме Берат Јакубин неколку пати кратен европски шампион. Имаме многу имиња. Сега имаме Вероника Костовска која што е надеж за сериозни резултати. Заедно со Петар Заборски донесоа медали од светска лига. Значи зборуваме за конкуренција од светска класа. Самите резултати Јована Ѓоргиева, имаме млади надежи Каролина Јанчовска, Драгана Мицовска, значи да не заборавам сега. Имаме со самото тоа што каратето е богато со успешни спортистки, дава за право да кажеме дека е водечки спорт кој што донесол многу за нашата држава. Како за секој спортист индивидуално, така и за функционирањето на една спортска заедница во целина, во случајов каратето, важна е здравата конкуренција.
Можеме да се пофалиме со над 80 карате клубови, што е за пофалба и за да знаеме дека во толку мала земја има толку многу клубови луѓе кои што сакаат да бидат дел од каратето, да бидат дел од таа приказна на државни надпревари, на бергер системи, на разни турнири кои што навистина ги има во огромен број. Тука кај нас, тоа значи дека со здрава конкуренција создаваме здрави таленти, здрави деца и понатаму успешни спортисти кои што носат навистина сериозни резултати. За крај, за уште поголеми успеси и позитивни приказни, важно е да се верува во новите генерации кои доаѓаат и да се вложува во нив. Јас се радувам што постои таква атмосфера меѓу младите спортистки и спортисти, а во исто време ете и од тие генерации како назим кои што веруваат во новите сили кои што доаѓаат и кои што направиле успех. Може би препознавањето дека е време кога младите треба преземат и федерација и клубови, како што технологијата оди напред, така и спортот напредува и со тоа прифаќање младата и старата генерација да се соединат и да прават резултати, ете тоа да ја кажам дека е формулата што ние иако сме индивидуален спорт карате, што значи дека секој човек си гледа најмногу да даде од себе индивидуално, сепак сме научиле низ текот на сите наши надпреварувања дека тимската и групна игра и одлука е многу важна за општеството. Тренирањето карате и посветеноста кон овој спорт не учи на почит кон противникот, пред се, самодисциплина, самоконтрола, решителност, упорност и токму овие карактеристики се клучни и многу значајни при формирањето и развојот на личноста кај децата и младите луѓе. Каратето е боречка вештина која потекнува од Јапонија. Самиот збор карате во превод значи празна рака, а во суштина празната рака значи невооружени. Корените на каратето се во тоде системот за самоодбрана без оружје кој бил развиен во Окинава, Јапонија под влијание на кинеските боречки вештини стари повеќе од 2000 години. Во минатото каратето како боречка вештина вклучувало користење на сите делови од телото со цел самоодбрана, но со развојот и промените, денешното модерно карате подразбира спорт кој што вклучува две дисциплини: ката, борба со замислен противник, и кумите, борба со вистински противник. Па каратето како јас би ја нарекол пред се како боречка вештина, иако на нашите простори е позната како спорт повеќе, бидејќи така се манифестира поради судиските правила и поради она што денес како гледаме секојдневно. Како боречка вештина датира уште од 7 век од Бодидарма, кој преку Индија дошол во каратето, таа боречка вештина дошло до Кина, преку Кина дошло до Окинава, а од Окинава дошло во Јапонија. Интересно да се каже како од Окинава дошла во Јапонија, бидејќи тие биле не тие се острови покрај јапонските 4 главни острови. Лекарите редовно правеле прегледи на свештениците на тој простор таму и нешто забележале дека сите тие свештеници биле во многу добра здравствена состојба и со многу јаки физички предиспозиции. И тоа дошло до власта во тој период. Тогаш министар во владата јапонска бил Джигоро Кано, основачот на џудо, и го повикал Фунакоши Гичин, творецот на модерното карате, да дојде да го демонстрира каратето во Јапонија. И тој 1922 година за прв пат прави јавна демонстрација на карате на универзитетот во Јапонија во Токио. А потоа 1924 година тоа нормално го забележуваат како нешто многу убаво, го прифаќаат и го прават првиот универзитетски клуб 1924 година. Целта на традиционалното карате е стекнување добро избалансиран ум, но и тело, преку тренинг на боречки техники. Начинот на живење, филозофија, обично му го дават како некој религиозен аспект, дека тоа иде од тој свет, иако, мислам, преку физички аспект доаѓаме до хармонија, до умењето на мирот. Што е работата? Да се стабилизираме, да сме секогаш под самоконтрола и да таа самоконтрола ја пренесуваме на секој оној кого што го среќаваме. Секој човек кој што се чувствува силен, он е и мирен. И пораката е таа да каратето всушност влегува како еден начин на живот кој што не сме да се врзува за тоа дека ние нешто можеме да бидеме силни и опасни, туку напротив да бидеме стабилни и да секогаш носиме вистински
одлуки и тоа да биде еден наш начин на живот, а патем сме и сигурно можеме да бидеме силни и опасни ако за тоа има потреба, тоест кога сме во некоја опасна ситуација каде што треба да се брани. Пораката на таа работа е кога се пушта во светот каратето, имало некои барање да каратето остане како вештина, да не се препушта да биде како спорт, да се оди по надпревари, но сепак таа опција победила да се оди, тогаш се одело да борбата биде со стриктни правила каде што треба да бидат ударите фиктивни, кај што нема да има контакт со противничкото тело. Во стомакот може да бидат и некои по лесни контакти, или главата апсолутно мора да биде до кожа и назад да се врати, што е многу тешко да се извежба за време на тренизите, бидејќи полн контакт е многу полесно да се зададе. И тоа покажува дека ти противникот си можел да го совладаш, ама не си го совладаш. Значи идејно, како во шахот ја работиш таа работа, а од друга страна неговата самоодбранбена порака се гледа, имаме во каратето 3 сегменти, едниот е кихон, што значи техника, едниот е ката, што значи состави, и третиот е комите или борба. И во тој дел кој што е сега надпреварачка дисциплина посебна се вика ката, сите кати започнуваат со блок, со одбрана, што значи праќа порака дека ние не напаѓаме, не сме насилни, ние само се браниме ако за тоа има потреба. Во традиционалното карате, победата не е крајна цел. Тоа е уметност на самоодбрана која ефикасно го користи човековото тело, а таа самоодбрана вклучува блокирање, удари со нога и со рака. Каратето имало некоја форма на џуцу, верзија која што била исклучиво воена, борбена, за такви цели. Најчесто го викале само те, што значи рака, но подосна го добива името карате или празна рака. А потоа на сето тоа му се додава уште до и онда се вика патот на празната рака и влегува во фамилијата на боречките вештини, тоест како начин на живење. Веројатно најголемата заслуга за систематизацијата и развојот на каратето ја има Фунакоши, кој што вежбал од 11 години. Позната е една негова изрека: каратето е боречка вештина на вистинскиот джентлмен. Намерата не е да повредиш некого, туку да се одбраниш. Тој ги исфрлил од каратето тешките елементи, ги именувал катите со јапонски имиња, направил програма за појаси и за тренинзи, ја напишал првата книга за карате. Фунакоши успеал од една вештина за убивање да создаде спорт. Меѓународната федерација за традиционално карате, која е составена од национални федерации за традиционално карате од секоја земја членка, го негува и го развива духот на оригиналното карате. На 14 октомври 1970 година во Токио, Јапонија, била формирана и Светската унија на карате организациите, која во истата година го организирала и првиот светски карате шампионат во Токио. И 2 години подоцна, во 1972 година, вториот шампионат во Париз, Франција. Во традиционалното карате многу внимание е посветено на правилата на однесување во салата, доџо. Нема манифестации на безобразност и ароганција. При влегувањето и излегувањето од доџото, борецот мора да се поклони на салата во знак на благодарност и на секоја забелешка од тренерот да одговори со ос или осу. Би сакала да започнеме со вашата лична приказна. Вашето семејство на некој начин е синоним за каратето кај нас, па и пошироко. Дали вашиот татко беше на некој начин виновникот кој што успеа сите дома да ве зарази со карате? Точно така, значи општо познато е дека нашиот татко е од онаа прва генерација која што во далечната 1967 година започна да се занимава со оваа вештина и спорт во Македонија, така да ете од тогаш повеќе од 50 години каратето, обседнати сме со каратето, бидејќи уште од мали нозе, ние фактички сите тројца, јас, мојот брат постар и сестрата близначка Јадранка, се родивме токму во салата на карате клуб Работнички, бидејќи таму и живеевме во почетокот. И можам да кажам дека израснавме во салата. Таму не продевме, него протрчавме во салата на карате клуб Работнички. Така да еве и до ден денес сме активни и на меѓународно и на домашно ниво.
и како тренери, и како суди, и како надпреварувачи веќе во залез на спортската кариера. Но јас можам да кажам дека сите ние го работиме ова со една огромна љубов, бидејќи постигнахме стварно високи резултати и ете напраќа и третата генерација на семејството Недеви, која што исто така активно започна да тренира. Тоа е мојата ќерка, еве мојот 5-годишен син од оваа година почна да тренира. Исто така синот на мојот брат и на ќерката на сестра ми Јадранка. Значи, традицијата продолжува. Баш така и слоганот на традиционалното карате на светско ниво, традицијата продолжува. Која е, кога веќе ги спомнуваме овие моменти, која е најраната возраст кога едно детенце може да почне да се занимава со карате? Па идеална возраст е 5-годишна возраст. Тоа е и правило во Јапонија, бидејќи каратето потекнува од таму. Таму децата на 5,5 годишна возраст ги даваат задолжително на било каква спортска активност, бидејќи таму се застапени најповеќе боречките спортови, ги даваат да тренираат или джудо, или карате, или аикидо, џиу-џица. Така да тоа не е случајно, значи правени се анализи научни, значи децата на таа возраст се најспремни за да започнат да се занимаваат со било која спортска активност. Така да овие боречки спортови не се воопшто едноставни, значи сите оние движења, удери кои што се изучуваат во боречките спортови се доста сложени и бараат голема концентрација и фокус уште од најмала возраст. Кои се придобивките потоа за децата кои што ќе почнат да се занимаваат со карате? Какви вештини стекнуваат од каратето? Па, каратето нуди плејада на придобивки. Пред се тие се стекнуваат со многу вештини. Значи, најважно од све што каратето влева огромна самодоверба кај децата и дури кај оние деца кои што биле на некој начин повлечени, кои што немаат самопочит, со тек на вежбање карате, значи со изучување на тие сложени карате техники и како напредуваат, тие се стекнуваат со една огромна самодоверба, која што понатака им користи и во обичниот живот. Значи и во училиштето, така да покрај тоа што се стекнуваат со самодоверба, исто така физички зајакнуваат, се спремни да ги издржат сите оние напори кои што за време на тренинзи. Оно што мене ми е исто впечатливо е дека сите се смирени. Без разлика што е боречка вештина, смиреноста е нешто што е на некој начин една мудрост, една вештина која што е значајна за каратето. Точно така, не само во каратето, значи како што спомна во сите тие боречки вештини, смиреноста е многу застапена, баш поради тоа што практикантите кои што се занимаваат со карате или со друга боречка вештина се стекнуваат со многу вештина и располагаат фактички нашите раце и нозе, нашите екстремитети се наше оружје. Така да се стекнуваме со голема самодоверба и исто така има покрај оние што се класични вежби за изучување на карате техники, исто така застапена и медитацијата, се работи на умот, како да се смират мислите и значи каратето покрај тоа што влијае физички, исто така и психички влијае многу позитивно на децата. Кога ние бевме деца, ги имавме Карате Кид, многу филмски изданија кои што на некој начин го популаризираа каратето. Па секако, значи сите од нас сме имале како мали своји идоли. Еве јас мој идол беше Жан-Клод Ван Дам, бидејќи и физички наликувам на него, така да и онаа конституција која што имаше совршена тој актер. И исто така, значи Брус Ли, нема кое дете не го познава Брус Ли. Значи тие филмски херои на некој начин
влијаат да децата ја се сакаат оваа вештина и овој спорт. И јас од искуство ви кажувам дека доколку децата се задржат во период од година, година и пол и го засакаат карате као вештина, тие ќе останат за цел живот во карате спортот, бидејќи каратето се изучува цел живот. Тоа е цела филозофија, цела наука и како јас можам да кажам, повеќе од 35 години сум активен во овој спорт и ден денес учам јас. Колку е застапен карате спортот кај нас? Еве не само во Скопје, туку и низ целата Македонија. Што велат податоците? Па каратето е еден, можам да кажам, од најмасовните спортови кај нас, со долга традиција, не само во Скопје, туку и низ цела држава. Значи, според мои информации има преку 100 клубови кои што се активни, кои што тренираат. И не само тоа, значи можам да кажам дека каратето е еден од најуспешните спортови кај нас во Македонија со постигнати на врвни резултати на меѓународен план. Значи, кога зборам за врвни резултати, мислам на освоени медали од европски, од светски првенства, и тоа во најтешката конкуренција, тоа е сениорска конкуренција. И јас има една мала неправда која што е нанесена токму на каратето, е тоа што каратето не е олимписки спорт. Бидејќи исто како и во други спортови, така и во каратето е застапена политиката. Колку долго трае еден карате час и колку часа неделно може да се практикуваат? Па за почетници каратето тренингот трае од 1 час и најубаво е да посетуваат 2 до 3 пати неделно во почетокот, но ние секојдневно сме во салата и оние кои што се веќе понапредни, возрастни, носители на црни појаси, тие тренираат и секојдневно и по 2 часа дневно. Така да кога се подготвуваме за некое големо надпреварување, има и вонредни дополнителни тренинзи и предпладне, попладне, се со цел за да постигнеме што е можно подобри резултати. Како е потоа категоризирањето? Знаеме дека белата облека е на некој начин заштитна за каратето. Така, да. Не е случајно, значи, тоа што каратистите носат оние карате кимона или на јапонски се викаат карате ги, бидејќи движењата и ударите кои што се изведуваат во каратето се доста сложени и бара голема перфекција при изведување на карате техниките. Во каратето има ученички и мајсторски појаси. Значи се започнува од бел појас, значи следи жолт, портокалов, значи бојата на појасот го одредува знаењето на вежбачот и после зелениот следи син појас, кафеав појас и веќе после 2 години активно вежбање се полага за црн појас од прв дан. Така да кога ќе се стекне вежбачот со црн појас, појасот не се менува, значи се менуваат само ученичките појаси кои што се обоени. Тоа е со цел да како понатака каратистот ги совладува црните појаси, да како појасот го носи, тој бледе. Така да символиката се започнува од бел појас, се завршува со бел појас. Вашиот талент, вашите успеси и како тренер и како каратист ги надоградувате веќе со еден научен момент. Зошто се одлучивте научниот дел да биде на некој начин круна на целиот овој труд? Бидејќи сакав да дадам допринос и како тренер, значи да дојдам до некои нови сознанија, како некој надпреварувач може да постигне уште поголеми резултати. Значи, сакав исто така овој практичниот дел кој што го владеев изврсно, да го надополнам со теоретскиот дел и кога ќе се склопат праксата и теоријата, се доаѓа до високи резултати. Кај нас во глобала доаѓаат деца кои што се од 5 годишна возраст па нагоре, значи ги носат родителите. Тие се инспирирале од некој филм на телевизија и така да би упатил еден апел до родителите
да ги дадат своите деца на било каква спортска активност, а доколку се одлучат да тоа биде карате, првично да проверат малце, да се информираат на кое место ќе го дадат своето дете. Сме имале и случаи кога децата почнувале на 4 годишна возраст, меѓутоа тоа би рекла повеќе дека е исклучок. Може би најсоодветно е 5-6 години кога веќе децата почнуваат и со училиште и некако тука влегуваат во една шема на стварање навики. И мислам дека тоа е идеалната возраст за да се започне со карате. Ти не се корисни само за децата, нели, корисни се за сите возрасти, меѓутоа кога ќе почнеме од помладите категории многу е полесно понатака. Ние во нашиот клуб се држиме до одредени принципи на работа, се вика доџо кун, тоа се правила на работа во сала. Тука го градиме карактерот на децата, ги учиме да бидат лојални, ги учиме да не се откажуваат, да се стремат кон остварување на целите, ги учиме да бидат добри личности, да почитуваат, и сметам дека тоа е многу, сите тие карактеристики се многу важни карактеристики за секој еден човек. Понатаму, она што е многу важно е дека дисциплината во каратето, дисциплината која негуваме во сала, понатака сите тие вежбачи и вежбачки ја негуваат и надвор од салата, им помага во секојдневието, им помага во нивниот професионален развој и сето тоа некако го олеснува животот, да кажам. Она што е исто така многу важно и кое што е правило број 1, им го кажуваме на сите кои ќе влезат во салата, тоа е дека во каратето нема прв напад. Значи, ги учиме да се воздржуваат од насилство, а во исто време ги учиме да бидат спремни на одбрана. Значи, она една погрешна перцепција што можеби се ствара во јавноста за каратето е дека леле сега децава се учат да се тепаат. Напротив, тоа е многу погрешно. Напротив, ги учиме на самоодбрана и ги учиме да едноставно да владеат со ситуацијата, да не бидат лесно испровоцирани, да знаат да надвладеат таа ситуација кога ќе дојде до некаков конфликт и така натака. Па вака сега нашиот клуб е најстариот клуб во Македонија и можам да направам една споредба вака да речеме низ годините, бидејќи јас самата сум проодена, да кажам, во сала. Поради мојот татко кој е главниот тренер во нашиот клуб. Можам да направам споредба и можам да кажам дека порано многу повеќе имаше интерес. Веројатно тоа беа оние години кога немаше социјални медиуми, кога немаше телефони, кога навистина на децата им беше потребна таа интеракција. За жал со ковидот малку забележавме пад на интересот, меѓутоа повторно децата се враќаат во сала, повторно се јавува тој интерес за каратето. И мислам дека многу е важна поддршката на родителите во ваквите случаи. Значи, навистина тие треба да ги носат децата во сала, треба можеби тука да ги почекаат. Разбирам, во ова брзо време на живење, тоа можеби не е секогаш така лесно изводливо. Меѓутоа, заеднички сите сме тука и работиме во интерес на децата. И сметам дека кога ќе влезат децата во сала и кога конкретно ќе осетат атмосферата кај нас во клуб, мислам дека навистина уживаат и децата, а богами родителите кои што не само ги оставаат, туку седат, ги следат тренинзите, често пати знаат и тие со децата да застанат да вежбаат, така што имаме еден успешен тренажен процес заедно. Нашиот клуб е клуб кој што со години и години вади квалитетни надпреварувачи, а со тоа и квалитетни репрезентативци, значи и момчиња и девојчиња кои што ги бранат боите на нашата држава на меѓународна сцена. Имаме навистина успешни надпреварувачи, имаме преку 8000 медали низ годините освоено на домашни, на меѓународни првенства, европски, светски. Сето тоа е еден, мислам, без тоа не би бил процесот комплетен. Иако имаме и деца, например, кои што едноставно не сакаат да се надпреваруваат и ние тоа го почитуваме, меѓутоа имаме и доста големи успеси во делот на надпреварите. Не би истакнувала никого посебно со име, бидејќи сигурно некого ќе пропуштам, тоа се многу години во прашање, многу деца, многу надпреварувачи и надпреварувачки. Така што, да, работиме апсолутно и на тој дел и што се однесува до делот на репрезентацијата на Македонија во карате. Навистина сум задоволна од тоа како се одвиваат работите. Имено и јас самата бев своевремено репрезентативка во Кати
и заедно со моите колешки од екипата Тамара Рибарска и Ивана Димитрова имаме освоена единствената медалја за Македонија во кати екипно сениорки во Тенерифе 2005 година, ајде да не ја сгрешам годината, под водство на тренерот на нашиот клуб, кој што тогаш беше селектор на репрезентацијата во кати, сенсеј Живко Тасевски. Вероника Костовска го освои бронзениот медал на Карате 1 серија А во Атина, Грција и ја израдува македонската спортска јавност на почетокот од годинава. А ако утрото по денот се познава, тогаш ова треба да биде успешна година за Костовска. Започнав јас да тренирам карате на 6 годишна возраст. Сега имам 24 години, главен виновник за моите почетоци во карате спортот е мојот брат, постари од мене 6 години. Почна он да тренира, го следев одредено време, ми стана интересно, па почнав заедно со него и јас да тренирам и еве до ден денеска се уште сум тука. Во 2020 година Костовска беше прогласена за најдобра спортистка на Македонија. Една огромна мотивација, една огромна сатисфакција за понатамошна работа, за што по голем труд да вложам во спортот, во мојата кариера, да постигнам уште поголеми успеси и да не застанам тука, да продолжам понатаму, да освојувам медали и повторно да станам најдобра спортистка на годината. Едноставно една голема мотивација и огромно задоволство за мене, но и одговорност представува тоа. На ова признание му претходеше 2015 година, кога Костовска беше прогласена за најдобра млада спортистка. Таа година станав европски кадетски шампион и по повод таа освоена титула станав најмлад спортист на годината. Тогаш и не бев толку свесна што се случува, што значи да се биде најмлад спортист на државата. Не го доживеав толку многу со големи емоции, тоа е адреналин и не беше тоа толку така изразено од моја страна, меѓутоа од оваа гледна точка, кога ќе се вратам назад, разбирам колку било тоа еден голем успех и се уште го доживувам како вчера да се случило. Медали и успеси низ годините има многу. Може би ако сте ме прашале порано како помала, може би сум имала да кажам ова ми е најдрага медала, ова ми е најдрага, меѓутоа сега како растам и како се градам, да кажам во одредена личност, во спортист успешен, не би можела да одвојам точно баш која медалја ми е најдрага, затоа што за сите посебно имам вложено време, труд, енергија. Можам да ги спомнам некои од, ајде да кажам, побитните. Да почнам од домашната сцена, долгогодишен, повеќе од 10 години сум државен првак на Македонија во својата категорија, своевремено кадет, јуниор, постар јуниор и сениор. Европски кадетски шампион сум, 5-то место на европско сениорско, 2 пати спортист на годината, светски куп прво место. И еве сега најтезе резултат ми е медалист 3-то место од светска серија А во сениори. Секој спорт по себе си носи предизвик, така и каратето. Предизвикот започнува уште на тренинг. Ако зборуваме за условите потребни на еден спортист, Костовска вели дека речиси никогаш во животот не може да се постигне идеалното, но на тренинг сами си го поставуваме тоа што се нарекува идеално. Искрено, условите ги креираме сами, најчесто во карате салите, заедно со тренерите. Не се толку идеални во споредба со другите земји условите во нашата земја. Недостасува искрено тој финансиски аспект, тој таа поддршка, меѓутоа иако отсуствува во одреден дел, ние сепак наоѓаме начин како да собереме средства да одиме на некое такмичење, наоѓаме мотивација повторно да се вратиме во салите, иако без услови да вежбаме. Сепак тренерите го даваат своето најдобро, вложуваат во нас максимум што може. Тука е Карате Федерацијата на Македонија и сега како Агенција за млади и спорт. И покрај тоа што сме во споредба со другите земји малце назад, да кажам, сепак ние кога ќе излеземе на татами, кога ќе излеземе на натвор, тоа не се осеќа, дури сме со многу поголеми успеси од нив, иако доаѓаме од една мала земја со не толку добри услови за спорт.
Најголема поддршка и мотивација и е нејзиното семејство. Вели дека секој спортист, за да биде успешен, треба да биде пред се добар човек кон другите, но и кон себе, бидејќи само така се доаѓа до посветеност и дисциплина. 2024 година ќе биде уште една исполнета со планови за нови успеси. Целите се имаме сега во месец февруари светска серија А, Балканско првенство и државно првенство кое што е изборно за европско првенство. Моите сили конкретно и на тимот кој што стои позади мене се насочени кон тоа европско првенство кое што ќе се одржи во Задар, во Хрватска, и тоа е една од моите поголеми желби да освојам европски сениорски медал. Во традиционалното карате големо внимание се посветува на бонтонот и правилата на однесување во салата. Еве што ви откриваме во приказна. Џудистот Ѓорѓе Ѓуричич е првиот кој ги пренел знаењата за вештината карате во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, каде од боречките вештини прво се практикувале џиу-џицу и џудо. Имаме 2 олимписки медала од осамостојање на Македонија, ама претhodно има повеќе од 10 медали во рамките на Југославија, ама тие спортисти биле македонски спортисти. И дали ќе кажеме дека тие не се освоени од македонски спортисти? Значи не смееме така да ги гледаме работите. Младите едноставно треба да разберат и да знаат и луѓето кои што се сега во позиција да тоа го манифестираат дека ние постоиме од 45-та па до денеска како држава, само што сме биле во едно уредување, сега сме во друго уредување. И овој континуитет е од тогаш, не сме се ми формирале 91-а како карате, па сега карате тоа важи или било кој друг спорт. И затоа сакам да апострофирам, тоа била една силна, моќна држава. И верувате, јас сум современик на тоа време, сум учествувал на сите тие настани. Првенство на Југославија било многу потешко него некогаш што првенство на Европа. За илустрација, ќе кажем 2010 година светско првенство во Белград, учествуваат преку 100 држави, прво место Србија, трето место Босна и Херцеговина, пето место Словенија. Сите од Југославија. Ако земеме да рачунаме на секој европско првенство, секој светско првенство бројот на освоени медали од просторите на бивша Југославија, ќе видиме дека ние сме веле сила. Вистината е дека 1980 година и тоа под онако го кажав во 2 дела, имаме двајца председатели кои што оставиле белег како председатели на Карате Федерација на Македонија, едниот во еден период, а тој бил покојниот пуковник Богдан Муратовиќ. Под негово раководство се направи прва Југословенска лига и ние како Македонија отидовме екстремно високо во рамките на Југославија. И се формира тоа Балканско првенство, он го организираше да се случи како и тоа е во историјата на каратето воопште направено прво Балканско првенство во Скопје 1980 година, каде што јас бев шампион во тешка категорија, а покојниот Димче Кичевски беше шампион во лесна категорија. Во Македонија официјално карате тренирање почнува на 2 октомври 1967 година во салата Партизан 3 во Скопје, каде професорот Атанас Крајчевски и студентот од Градежен Сејдо Теофиловски со 117 младенци го одржале првиот час. Имињата на Венцислав Недев, Димче Кичевски, Александар Караѓозов, Драган Стојановски, Кузман Смилевски, Исмет Мехмети, Димче Јанковски, Драган Савич, Ѓорги Поп-Николов, Владимир Бошков, Стевче Крстевски се наоѓаат на списокот на првите каратисти од нашата земја. Како што било преку Џигоро Кано да дошол Фунако Шигичин во Јапонија, така и преку џудото каратето е дојдено во Македонија. Џудо мајсторите Сејдо Теофиловски, кој подоцна бил и председател на Карате Федерација, и покојниот професор Атанас Кајчевски, кои биле џудисти инаку, за прв пат го демонстрирале каратето во Македонија. А потоа 1967 година е формирана првата федерација, чиј председател бил покојниот Цветан Цветановски, а веднаш потоа се формирали и првите клубови, Мирче Ацев и карате клуб Вардар. И од тогаш после се проширило, било екстремно популарно. За илустрација само ќе кажам, малку подоцна се појава Брус Ли, нели, како лик кој што боречките вештини ги става на пиедестал. И во тој период имало преку 300.000 активни каратисти во Југославија, а преку 32.000, ова се официјални податоци кои што ги имам забележено одамна од нашата федерација во Македонија. И каратето го нарекувале студентски спорт, бидејќи било само со возраст, немало деца. Да направиме некаква паралела,
задната информација што има од страна на КФМ, ние сега имаме оваа година околу 1000 регистрирани каратисти. Во учебната 1973-74 година, како нов спорт во нашата средина, каратето е интегрирано во наставата по физичко воспитување во училиштата во земјата. По самостојувањето на Македонија, првиот меѓународен надпревар на кој учествувала македонската репрезентација во традиционално карате е Европскиот шампионат во Локи, Полска во 1992 година, каде нашите репрезентативци настапиле под уставното име и знаме. Првиот репрезентативен куриозитет, ова е убаво да се знае оваа емисија, да малку некои луѓе кои што се позаборавени ги слушна некои дека постоеле, дека нешто значеле. Бил професорот доктор Александар Караджиозов, он бил првиот југословенски репрезентативец 1976 година во Панчево на еден турнир. Неофицијално, ама бил прв кој што настапил како човек од Македонија за југословенска репрезентација, а југословенски репрезентативци имало повеќе, но најзначајни успеси кои што ги постигнале биле Мирче Опеловски, Тимче Кичевски, Јорго Огненовски и Назим Куртовиќ. Лекциите на најдобрите јапонски инструктори во светот кои одржале голем број семинари во Македонија придонеле за развојот на каратето во Македонија и за постигнување врвни спортски резултати. Во Македонија каратето се одомаќини како спорт, а нашите каратисти постигнуваат одлични резултати. Па така ние со гордост можеме да се спомнуваме за многу европски и светски шампиони во традиционалното карате од нашата земја. Да кажем дека ние сме поставили убави темели. Имаме многу голема расширена е лепеза на клубови во Македонија, каде што сите тренери работат со своите спортисти. Се оди на разни надпревари, имаме таленти, ова е иначе територија каде што имаме талентирани луѓе кои се боречки вештини во прашање. И можем да кажем дека во целата ова работа, во однос на другите спортови, да не бидам сега дека го фаворизирам каратето, ама сме многу изнад другите. За жал, државата тоа не го препознава баш на највисок начин, да може да ни даде и ветар во грб и финансиски, да можеме ние тоа уште повеќе да го правиме туку така. Од осамостојувањето до сега, во Македонија се регистрирани повеќе од 200 клуба во кои тренирале преку 150.000 луѓе. Тренирањето карате и посветеноста кон овој спорт придонесува да се научи и почитувањето на противникот, првенствено преку самодисциплина, самоконтрола, решителност, упорност. Токму овие карактеристики се клучни и многу значајни при формирањето и развојот на личноста кај децата и младите. Па и затоа овој спорт носи бројни придобивки за правилен развој на младата личност. Каратето е боречка вештина која потекнува од Јапонија. Изборот карате во превод значи празна рака. Големо внимание во каратето се посветува на основната техника – кихон и кати. Тоа се движења кои ретко се користат во вистинска борба, но ја формираат основата на правилното движење, рамнотежа и точност. Без основната техника, борецот нема да може да стане мајстор од висока класа. Секоја боја на појас има различно значење и символика, а се однесува на спремноста и подготвеноста на каратистот во тој момент. Па така, например, белиот појас е символ на независност на носителот кој се уште не ги познава духовните аспекти и не ги познава борбените техники. Жолтиот појас се однесува на бојата на сонцето, а означува светлост и плодност. Црвен појас е бојата на сонцето кога заоѓа. Има значење на спремност и подготвеност на носителот на појасот за проширување на знаењата и своите видици по новото изгревање. Зелената боја е боја на билките, тревата и шумата. Сината боја е боја на далечината, небото, океанот. Овој појас го заслужува ученикот кој сака да го допати хоризонтот. Кафеав појас е боја на земјата, која символизира постојаност и сигурност. Носителот на овој појас има добра и квалитетна техника, подготвен дух и непоколеблива мисла и црниот појас означува збир од сите бои. Црниот појас е знак на совладани невисоки вештини. Спортот ја зголемува самодовербата, ни помага да се изградиме во квалитетна личност, а има и скриени здравствени придобивки. Денешнава приказна која ја посветивме на каратето, веруваме донесе интересни поуки. Довидување до следната приказна.